Дистрикт, Цил през студио интервју на Зоран Иванов со Добре Митрев. Добре Митрев е председател на Македонско-бугарското пријателство или обратно се едно. За гледачите на Цил медија, на Дистрикт, само подсетување. Бугарите во Македонија, во македонскиот политички и цивилен живот, се организирани во една политичка партија, во Граѓански демократски сојуз, ГДО, и во неколку граѓански здруженија. Ако некаде погрешам, мојот денешен соговорник ќе ме исправи секако. Во Македонско-бугарското пријателство од Скопје, Центар за култура Иван Михајлов Битола, Трибуна Прилеп, Коридор 8 Скопје, Интеракција Охрид и Единство Кочани. А за мојот денешен соговорник само збор два, другите атрибути ќе си ги каже самиот овде во Дистрикт. Добре Митрев е кавадарчанец и скопјенец, мислам, македонец и бугарин, европеец и англичанец, со еден збор космополит. Барем јас така го доживувам. Во ова интервју нема да му оспорувам ништо од неговите убедувања и погледи, но се надевам ќе ми дозволи да му спорам на некои негови убедувања, па според мене и заблуди, главно на теми поврзани со актуелните бугарско-македонски односи, нешто и за историските релации, ќе проговориме веројатно и за уште по нешто. Добре Митрев, добре дојдевте во Дистрикт на Цил прес студио. Благодарам на поканата. Се случи еден немил настан деновие токму во Бугарија и Македонија и Бугарија, двете држави беа во интензивна комуникација. Голема трагедија. Јас се прашам дали требаше да се случи таква трагедија, за да можеме да разбереме дека комуникацијата на државите може да функционира и на по-друго ниво. Се виде дека помошта од страна на Бугарија беше целосна, без некакви задни намери, што мислам и тука во Македонија да била таква ситуација, би било исто. Да се подсетиме само на моментот кога загина бугарските државјани во Охрид. Сега, народ како народ, со провокации и со говор на омрза има и од двете страни. Добро, тоа и интернетот знае да направи такви инциденти, но факт е дека Јас се жалам за такви изјави. Државите комуницира и за случајот во Охрид што го спомнавте. Да. И сега жално е што требаше да се случи таква несреќа да разбериме дека ние сме потребни едни на други. Жално е тоа. Соседи сме или една држава сме? Соседи. Се шегувам малку околу Македонско-бугарското пријателство, здруженијето, чиј председател сте. Што вели статутот ваш? Што е основната дејност на Македонско-бугарското или јас реков во најавата бугарско-македонско сејано? Македонско-бугарско пријателство е називот на здруженијето. Јас сум председател 2 години. Активност на здруженијето, како и секој здружение, се занимава со промоција на културни настани, одбележување на празници, се трудиме како здружение да помогнеме во зголемување на квотите за македонските студенти што учат во Бугарија. Едноставно, културно поврзување меѓу двете држави. Има ли шанси, спомнавте, помагате македонски студенти да студираат на бугарски универзитети? Има ли во обратна насока некоја појава, некој интерес од Бугарија да студираат? Не пројавува интерес македонската држава? Јас не сум сретнал да има некакви објави или такво нешто да бугарски студенти студираат во Македонија. Сепак бугарските универзитети се постари, а и Европската унија членството си го прави своје. И признати се, да, во Европа. Финанси, друштвото како се финансира? За се треба пари, нели? Финанси. Прво, ние немаме некакви големи трошци како здружение, а иначе финансите ни се од членовите на здружението. Само иницијативно. Немаме некакви, не знам какви трошкови да можеме да... Сега ќе учествуваме во некои проекти тука во Македонија, ќе поднесеме програма, ако ни одобрат некакви средства. Тоа се владини владини проекти, да, владини проекти. Ако одобрат средства, добро дојдат. Така. На социјалните мрежи
може да ве забележат, некогаш се јавувате од Софија, некогаш од Белград, некогаш од Лондон, некогаш од Кавадарци, некогаш од Скопје. Кој е Добре Митрев? Добре За Митрев гледачите на Дистрикт, е за генерациите помлади што не ве знаат. Добре Митрев е роден кавдарчанец. Цел живот живеам во Кавадарци. Мојата фамилија во моментот живее во Лондон, али јас сум во Кавадарци. Тоа што патувам нели секаде се должи и на мојата работа што ја работам. Јас имам фирма за правен консалтинг и работам со европски фондови, со инвестиции, така да тоа се патувањата се должат повеќе на тоа. Интернетов дава можност да се работи од секаде, ова ваша струка. И така да патувањата ми се претежно врзани со работа. Така, Добре Митрев, со една или со две татковини сте со Македонија? Со една. И со Бугарија или македонец или бугарин? Мене ми е татковина Македонија. Добро, бугарин во Македонија? Бугарин во Македонија. Што значи тоа македонски бугарин или бугарски македонец? Слушам и политичарите и од Софија, па дори и председателот Радев знае да употреби термин македонските българи. Тоа се луѓе кои имаат... Не се тоа бугари кои се во Македонија? Да, тоа се бугари што се во Македонија. Имаат бугарска самосвест. Може грешам, мислам дека ние живееме во Македонија. Така, мислам дека таа формулација што употребуваат главно од бугарска страна, бугарски македонски е неадекватна, погрешна според моје скромно толкување. Добро, сега како формулација можеш да употребиш едно и друго. Иначе јас сум Добре Митрев, со бугарин од Македонија. Значи, мојата татковина е Македонија. Јас во едно интервју имам кажано, ако јас би бил спортист и би требало да играм за некоја репрезентација, јас би играл за Македонија и ќе бидам среќен на Бугарија да му дадам гол. Ми го земавте зборот, ама и голови да давате. Се шегувам. Значи, тоа е. Се почесто ви има во јавноста и како председател на Сдружение, но па и како член на политичката партија на ГДУ, но и поради околностиве, овие актуелни македонско-бугарски недоразбирања, да речам, ви годи ли тоа што сте се почесто во јавноста и сега во Дистрикт или е малку и товар и обврска? Па, секое појавување во јавноста повеќе обврска. Значи, јас како човек и од мојата работа, што ја работам, сум присутен, не така по медиумите, колку што работам и со институции. Мене не ми треба реклама за тоа што сум како председател на Сдруженијето. Сега, ради овие активности што се повеќе помеѓу Македонија и Бугарија, ете јас како председател добив таа чест и можност да учествувам повеќе во Ке ни раскажете малку за таа средба. Јас на едно место во еден мој текст новинарски денови ја нареков Пинки го виде Тито, нели како време. Читам вашите текстови, да. А така ли? Некогаш не се слагам со него. Значи тогаш е добро, значи да. Има размена на мислења, тоа е плурализам и демократија во крајна линија. Политичкиот ваш ангажман преку политичката партија ГДУ, таа е главно опфаќа членство на бугарите во Македонија? Важна е етничката припадност или незиниот статус? Значи, Граѓанско-демократската унија е партија регистрирана во Македонија. Значи, тоа не е етничка партија, формирана е врз идеолошка основа. Сега што така не доживуваат медиумите и ни прилепија етикета бугарска партија, тоа веќе е став на новинарите. Тоа е веројатно и поради етничката припадност на... Има многу луѓе во партијата, на организаторите, на основачите. Да, председателот е... Но таа е отворена за сите. Има ли во членови во таа партија кои се македонци? Има. Кои се македонци од рода, што се вика, така се чувствува. Има не само македонци, има и македонски муслимани, Енсар Јусуфовски е подпредседател на партија. Идеолошки каде плива партијата, програмски да речам, лево, десно, центар? Од центар према десно. Тоа е партија. Иначе сум се нашол во програмата, сум се нашол во концептите што ги нуди партијата и затоа сум и член на таа партија. Пописот е важна статистичка операција. Ми се чини дека малку
се дигна галама и во Софија, во политичка Софија зборувам, па и овде во Скопје, околу пописот и резултатите и околу бројот или бројката на бугарите во Македонија. Очекувате, се надзирали некаква бројка или државата може малку да фалсификува нешто? Какви се вашите сознани или чувства? Колку ќе фалсификува државата, тоа веќе не е мој јас да кажам. Се сомневате ли? Не знам, немам коментар на тоа. Едноставно, бројките ќе бидат тие што се. Значи, нема дали ќе бидат 1000, 2000, 5000, 10.000 или 120.000. Кажем, па 120.000 сигурно нема да бидат, али како државјанство да. Да, но тоа е бројката 100, 120, 80.000 120.000, со која се оперира во политичка се Бугарија. оперира со бројка на бугарски државјанства во Македонија. Значи тоа е број, јас би рекол можеби повеќе. Дали вие лично или како здружение па или како политичка партија правите разлика меѓу државјанство и етничка припадност на тие што имаат бугарски пасоши? Секој мора да прави. Во таа збор с призмата на бугарските пасоши, на граѓаните од Македонија кои имаат бугарски пасоши, а кои не се бугари. За да извадиш бугарско државјанство, значи мислам дека секаде е така, имаш неколку можности. Едно е по работа, по брак, по престој и едно од условите е да имаш бугарско потекло. 90% од луѓето што вадат бугарски државјанства, значи имаат бугарско потекло или да носат документи дека имаат бугарско потекло. Добро, може ли да се верува дека дури официјална Софија верува дека тоа се навистина бугари по етничка припадност или поради разни лукративни и пред се економски причини се тие пасоши издавани? Какво е сознанието и какво е чувството? Па штом дава документи врз основа штом дава државјанства врз основа на тие документи што ги носат луѓето за добивање на бугарско државјанство, значи треба да се верува дека се по потекло. Ако рекле дека ако потпишале дека се бугари, дека се бугари. Да. И сега ако јас кажам дека сум бугарин, може да кажа дека сум французин. Добро, ама на пописот тие луѓе прашање дали ќе се изјаснат за бугари? Тоа е нивно. Значи, ние кажавме, секој што се чувствува како бугарин, да се изјасне како бугарин на пописот. Сега, тоа е веќе нивно право како ќе се изјаснат. Никој не оде од куќа на куќа и да вика мораш да се изјасниш како бугарин во Македонија. Добре, Митрев. Од каде Добре Митрев, од Кавадарци, од Сред Македонија, бугарин? Па тоа е малце има предисторија некоја. Тоа е малце по-долго. Например, јас сум роден во една друга држава, значи во Југославија. Сум живеел во таа држава, сум растал, сум функционирал. Значи, едно е што сум учел тогаш, друго е отпосле кога стана Македонија самостојна држава. Јас би се навратил во таа ситуација. На кого му смета во Македонија да има бугари? Јас сакам да го поставам тоа прашање. На кого му смета? Јас секогаш се прашувам зошто луѓето што се бореле за Македонија да биде самостојна држава, евентуално во склоп на Бугарија. Ги правиме народни предавници, а луѓето што исклучиво се бореле да и ја припоиле Македонија кон Југославија, ги правиме народни херои. Јас до сега на тоа прашање немам одговор. Еве и вас ќе ви го поставам прашањето и ви како новинар да можете да истражите. Дека не сум историчар и јас преку своето... ама можете да викнете историчари и да му го поставите тоа прашање. И преку своето и преку образованието што вие го спомнавте, нели, главно школско, ние знаеме за два клучни историски моменти, можеби околу оваа тема за која зборуваме, но и двајцата не сме историчари, пак ќе си дозволам малку и лаичност во оваа теза. Има два договора 13-та година, Сан Стефански и Букурешки. Големите сили, ова парче земја, нели, ова е педа Македонија, сега Северна Република Северна Македонија, е тогаш доделена на Бугарија, само неколку месеци потоа во август истата година е доделена на Кралството Југославија. И сега, уште ли историски од пред тие 100 и кусур години
остануваат кај населението воопшто и во Бугарија и во Македонија нејасноти околу тоа чиво е ова парче земја на Бугарија или на Србија, односно на Кралството Југославија. Јас имам една моја оригинална теорија за историјата. Викам, историјата е наука за мртвите што му прави проблеми на живите. Да оставиме тоа да го решат историчарите. Ние да гледаме што со живите луѓе тука. Да одиме напред. Да се вратам пак на почетокот на разговор. Дали треба да ни се случуваат несреќи за да сваниме дека ние сме потребни едни на други. Кои се, според Добре Митрев, 2-3 клучни проблеми меѓу Бугарија и Македонија околу блокадата што упорно Бугарија држи во однос на почетокот на македонските преговори за евроинтеграциите? Ја спомнавме историјата. До кога таа ќе биде заложник? Јас не би рекол дека толку историјата, значи сега ако најновите изјави од бугарска страна ако се слушнат, се зборува за влегување на бугарскиот народ како конститутивен народ во уставот на Македонија. И мислам дека тоа ќе се случи, а и што мислам дека и не е грешка. Добро, но ако официјална Софија и поготово бугарската историографија не признава македонство, не признава македонски јазик, само да завршам мислата, како етичко потекло, туку како нешто вештачко создадено со еден печат после Втората светска војна на Аснум. Каде тука може да се најде историското и актуелното решение? Колку е вештачко создадено, а колку не е, че си одлучат тие комисиите таму кои што работат и историчарите. Јас друго би се навратил. Ако ние сакаме, јас на средбата сега кога бевме со државниот врв на Бугарија, значи имав прилика да разговарам и со госпоѓа Захариева. Значи чисто, нели, така у приватен разговор ја прашав токму околу овие прашања. Вика, не е точно, вика, дека ние не признаваме историски факти, историска вистина сега. Битно е да се признае дека во создавањето на оваа современа македонска држава имат учествувано и македонски бугари. Бугари од Македонија? Да. Значи, нас тука во Македонија многу различно се пренесуваат мислењата и ставовите на Бугарија што ги има. Таа госпоја што спомна секоја сега не е министер за надворешни работи, многу децидна беше во своите искази дека македонска нација не постои, дека таа е вештачка нација од 44-та и дека македонскиот јазик е само дијалект на бугарскиот јазик. Со тој факт овде во Македонија нормално никој жив нема да се согласи. Точно. Дали тука може да се најде? Јас нема да се сложам со тоа дека Захариева со нејните изјави, значи што ги дала, дали се така, дали не знам, не сум слушнал. Јас зборувам за тоа што јас си го постави како прашање и она вика да, значи ние сакаме, значи зошто, еве на пример ќе ви кажам. Тодор Александров шо е? Тој си знае. Околу таа заедничката историја. Значи, Борис Сарафов, човек што е водаш на Илинденското востание. Така, Јане Сандански исто, малку ретко го спомнуваат, можеби. Ако ни сакаме, значи, нешто да решиме, значи, треба да се вратиме малку назад. Јас пред некое време го слушав Чепреганов, како кажа дека многу, кога сме правеле муабет на таа тема, многу сме зборувале едноставно. Јас мислам дека едноставно треба да ги решиме на работа, не сложено. Но дали официјална Бугарија, еве и вие, например, лично и Сдруженијето ваше и воопшто друштвото со кое секој ден комуницирате, сте помислили некогаш, ако српската историографија сега скокне и извади некои работи, ако некои архиви се отворат, не знам, во Москва, во Лондон, во Берлин, ќе биде таа вистина овде што околу која ние се спориме или има некои други факти за кои ќе не замолчат можеби и Софија и Скопје, нели? Ако има нешто такво, нека го изнесат, нека кажат. Македонската страна предложи во македонско-бугарските релации околу овие историски прашања да
влезат и странски посредници, беше предложен од германската страна, тоа Бугарија го одби. Зошто Софија одбива посредништво? Не сте во тек. Добро, Али, прашам вака, мене Добре ми е Митрев. битно, значи тие прашања да се отворат, да бидат отворено да се зборува за нив. Значи сега ме прашавте дали ми годи тоа што сум на телевизија. Сега кога почнавме да ги да поставуваме некои барања, тогаш почна и медиумите да се интересираат, да не викате овака по медиумите. Јас се прашам зошто до сега не? Добро, ама Зошто, ајде вака да зошто, речеме. зошто некои од новинарите не отидат не службено да направат интервјуа на пресконференција или така. Приватно да отидат и кај секоја една политичка партија Се да согласувам, направат. имате право и на забелешки, Нема, и тоа било значи, така. у Македонија нема апсолутно никаков бугарски медиум што може да се слушне таа страна што мислат. Добро. За Македонија. Ајде малку за Нема. реципроцитет. Има ли во Бугарија македонски медиум? Нема. Ама никој не побарал да се отвори таму. Значи, Вака побарано е македонскиот национален канал, македонската телевизија да се емитува и на подрачјето на ништо Да. уште не е направено. Не можам да кажам за значи, тоа, да. знаете, добро, знаете дека се уште тој нема да. Бидејќи македонски збор тешко дека ќе помине на официјален преку границата се уште. Но таа историска обременетост има ли шанси од двете страни да се европезира и Софија да ја крене рампата за Македонија? Дали се македонците бугари, дали јазикот македонски бил некогаш, нели е тоа предност за Бугарија, еве дури и да било така, дури така да мисли и официјалната историографија, па и актуелната Софија, па и добар дел веројатно и од бугарското општество. Нели е подобро ова парче земја со свој народ да влезе во Европска унија и таму да бидат заедно и бугарите и македонците? па да, и нашата заложба како здружение е тоа, да помогнеме во разрешувањето на спорот и Македонија што побрзо да влезе во Европската унија. Добро, нема да ве прашам дали има македонци, но ќе ве прашам Има како нема. Да се вратите во вашето родно Кавадарци. Да. И како дете сте растеле, и родители, и родители на вашите другарчиња, и баби и дедовци. Да. Имало македонци тогаш? Пред Асном или немало? Сега ќе ви кажам. Што, Значи, директно вака, што мислите вие во таа комуникација, се обидам да ви ги вратам, мислите во детските денови? Сите во Македонија сме македонци. Сега да се договориме, македонци сме или бугари сме? Во Македонија, значи сите сме македонци. Јас што имам бугарско етничко потекло. Иселеници што живеат во Канада, во Австралија, македонци се македонци или не се македонци? По државјанство се македонци, ако се чувствуваат Ако немаат македонски пасош, се македонци или не се македонци? Ја не знам дали имат пасош или нема. Дали бугарин во Германија е германец или е бугарин? Бугарин. А во Македонија е бугарин Бугарин. или е македонец? Бугарин. Како бугарин кога е во Македонија? Се малку ми се едно е етничко, друго е државјанство. Значи јас сум Добре Митрев, македонец со етничко бугарско потекло. Вие сите македонци што се декларираат етнички македонци ги декларирате како етнички бугари, но македонци се затоа што живеат во Македонија. Не ги декларирам јас така. Значи секој може да јас на никој не го земам правото да се изјасне што е по национално. Но не ми одговорите, ве вратив во детството во Кавадарци. Имало ли македонци тогаш етнички пред Аснов или немало? Имало. Секој се чувствувал како што сака. Нема ова за бугарските политички уши добро да звучи ако вие тврдите дека пред Аснов имало македонци во Македонија. Па сега пред Аснов треба луѓето да си кажат што бил јас не можам да знам. Па сте биле сведок. Како некој јас не сум пред Аснов. Јас сум после Аснов. Да, ма сте имале родители, сте имале на родителите родители, па на вашите соседи, нели родители, дали сите биле бугари? Видете Зоран, што е проблемот. Јас го прашувам и Добре Митрев по историска српска линија, затоа што која власт како ќе дошла, нели ставала или Ич или Оф на коренот на името. Или после дошле другите Паски. Да. Така. Да, точно, Паски, но и тоа Оф е од корен на име. Вие сте од Митрев. Митрев, да. Од Митар, од Димитар. Од Митре. Вие сте Добре Митар, а не Митрев.
например, или јас Зоран на Иван, ама ставили Иванов, Добро, на некој Ивановски. Како... Значи, сакам да кажам, Не тоа се сме- корени додавени Да. административни, и кај едните и кај другите. Сакам да ви потенцирам. Така да едно. тоа не е легитимен. Што е проблемот? Добре Митрев од Кавадарци и Добре Митрев бугарин од Кавадарци е проблем. Се додека е Добре Митрев од Кавадарци е окей. Не, рековте дека Да. не ве викаат медиумите, новинарите не се интересирали така. Јас сега ќе ви кажам вистината, бидејќи сум цел живот новинар. Не е тоа анимозитет, но кога една страна не те признава, ти го негира етничкото, идентитетот и така натаму, како да ви ги отворат вратите во Јас медиумите? ви кажав, Значи, не е баш така од страна на Бугарија како тука што се пренесуваат изјавите. Затоа и ви реков, нека отидат новинари во Бугарија, нека направат разговори со релевантните политички партии и нивните ставови да ги пренесат тука во Македонија, а не ставовите на политичарите од Македонија што му кажале Така, колку бил. ајде вака сега, Европа, новинарските ставови, ви да си изградите така, став. добре мите, Европска унија е клуб на држави, си имаат своји правила. Бугарија ги користи тие правила. Сега во однос на почеток на македонските преговори. Но македонската држава, Република Северна Македонија е членка на Обединетите нации, на тој регистар на држави. Таму е запишано дека јазикот е македонски. Зошто ова е флоскула, овој факт практично важи за Обединетите нации, а не важи за Бугарија како членка на Европската унија, дека јазикот е македонски? Бугарија признава јазик според Уставот на Република Македонија. Држава не признава јазик, држава признава држава. Бугарија призна Македонија уште прва, Ама добро, прва. како Република Македонија. Прва Турција ја призна, но Добро, се води дека Бугарија призна прва Република Македонија. Јас друго ќе се вратам. Зошто секогаш се гледа од негативната страна према Бугарија? Зошто не се поставија прашањето кај ќе беше Македонија ако и Бугарија затвореше граница 91-92 година? добро, не е мое сега јас да Не, спорам со да, вас, ама, но јас тука сам има поставувам значи, прашање. тука- се обидов да ви кажам од каде доаѓа реакцијата кога вие не признавате цела една нација дека постоела од секогаш. на овие Балкани. Проблемот тука, знаете што е? Што секогаш само негативните работи се пренесуваат за Бугарија, не и позитивните. Јас за тоа ве прашам. Еве, знаете ли сега дека за време на пандемијата преку 9 или 10 илјади луѓе беа вакцинирани на границата на Делчево од доктор Милан Врабовски, неговата клиника. Да, познато е тоа, сигурно. Ама Таа е солидарност. немаше таму некои нели медиумски дека тоа се Така е. случило така. Еве, Немаше такво нешто. Еве можност ви се дава дистрикт од цивил престудија Немаше- да кажете тоа. Но Немаше такво нешто. Има уште еден елемент, на пример Бојко Борисов. Секој година се запишуваат по 400, по 500 студенти во Бугарија. Значи да студираат без пари во Бугарија. Која помош е тоа на родителите на тие луѓе? Нема исто никакво медиумско покривање на тоа. Дали за време на корона кризата се вратија преку 15-20 илјади луѓе од Македонија преку Софијскиот аеродром? Ништо и за тоа. Кажете ми, како поминавте кај председателот на Бугарија, Румен Радев? Кој беше поводот да отидете таму, македонски здруженија? Темата што од историја Европа побара веројатно да се префали на човекови права. Овака, господин Радев, некој од тоа друштво што бевте таму и не ја разбра пораката веројатно, па бараше од Радев никако да не ја крене рампата за Македонија, додека не ја признае Македонија историјата. Значи на разговорот со председателот беше, значи кажано, значи беа изнесени проблемите што македонските булгари ги имаат тука во Македонија, чисто през разговор, немаше некакви дали Бугарија треба да крене рампата или не, такви Во разговори. новата не се влада го водат. нема Каракачанов, Петков е сега веројатно нели првиот човек на владата, председателот Радев има втор мандат.
Ве прашувам и како граѓанин на Македонија и како бугарин, има ли шанса сега малку пофлексибилно, порелаксирано да се гледа на односите, да се напушти таа тврда линија што во владата на Бојков ја форсираше Захариева и ги форсира Захариева и Каракачанов посебно? Па дали има можност? Секогаш има можност, како викат нова влада, нова надеж. Што треба Македонија да направи? Тоа, значи, во преговорите си, меѓу јас не Добро, можам да треба ли кажам Македонија да потпише дека немало македонци? Дека се вештачка нација никој и не дека го бара јас тоа од Македонија. Тоа е грешката на информирањето у Како Македонија. вчера Каракачанов бараше нов договор на кој треба да се стави подпис дека македонците треба да признаат дека се македонци од Аснум навам. И тоа и Захариева го форсираше на време. Изјавите многу погрешно се пренесуваат тука во Македонија. Тоа е проблем. Добре, Митрев, ги гледаме изворно и по интернет и по директните телевизиски извештаи. Не, значи треба да ја сегаш викам да се Прашањето ме дали ќе омекне, дали ова нова влада наликува малку на проевропска. Социјалистите се уште многу тврди, а тоа е партиската база и на Радев, нели? Ќе има нови ќе има нови ветришта. Најверојатно, да. Се надевам на тоа. Ние како здружение сме спремни да помагаме, да разговараме, да посредуваме и сите можни комуникации што се потребни со Бугарија да ги остваруваме. Како беше кај Борисов? Заврши неговиот мандат, таму беше порелаксирано, за разлика од кај Радев? Чисто приватно мое, да ви кажам. По непосреден човек, јас од политичар не сум сретнал од него. И у разговор, и у понашање. Имате чувство дека да не беше таа тврда линија во неговата влада, Каракачановата линија, полесно ќе се разбереа бугарите и македонците? Не можам јас внатрешната политика на Бугарија како анализа, вие сте јавна личност сепак. За тоа не можам да дадам одговор, тоа си е сепак државна политика на Бугарија. Што се случи Бугарија? Затоа што не е само Каракачанов. Таму јас колку што знам, собранието на Народно собрание се изгласа декларација за која се застанати сите релевантни партии што беа таму, така да не е само тука во Македонија исклучиво Каракачанов, не е Каракачанов. Кој е тоа задоволство да се донесе еден таков зид према една соседна држава и соседен народ, кој се признава, не се признава? За тоа не можам да дадам одговор, не знам. Има нов парламент. Може да се прогнозира што ќе случи. Да, со новото ќе видиме. Јас се надевам дека ќе бидеме поканети од новиот парламент да бидеме таму како гости. Се надевам дека ќе имаме разговори со нив. Ако влезат бугарите, Македонија на некој начин политички за сега покаже расположба, ако е тоа пречка, бугарите, нели, да влезат во македонскиот устав. Што добива со тоа бугарите во Македонија и воопшто државата Бугарите Бугарија? во македонскиот устав ќе влезат. Тоа е, значи, мислам дека повеќе од сигурно. Затоа што реално постоат тука. Што губе Македонија ако влезат бугарите? Не, ништо не губи. Јас не велам, јас само прашувам што добиваат бугарите во Македонија и воопшто бугарската држава. Иначе дали не е решение само бугарите да влезат во македонскиот устав. Проблемот е тука начинот на размислување на луѓето, начинот на комуникација, говорот на омрза што се случува помеѓу двете држави. Добро, тука е проблемот. Значи со еден запис не се решава проблем. Да ве прашам, ако некој вас сега седне и ве убедува дека вие не сте бугарин, бидејќи сте од Кавадарци, родени сте во Македонија, вие сте македонец, нема теорија да сте бугарин, етнички и како сакате. Но вие имате силно чувство за тоа дека сте бугарин. Дали по некоја традиција, семејна, околина и така натаму. Записи, печати, нели никогаш државната, ако во некои историски околности еден народ не успел да направи држава, хегемонијата на другиот народ, нели, ден денеска го гази и вика, нели, вие не сте биле тоа, вие сте, курдите се 30 милиони, па уште немаат држава, па се курди. Така? Значи, сакам тоа да кажам, ќе влезат бугарите во уставот. Што добива бугарската држава од тоа и што добиваат бугарите во Македонија од тоа?
Ви кажав прво како сатисфакција дека во оваа држава конститутивен народ се и бугарите. Бугарите сега ги нема никаде. Не постоат. Еве, кажете ми, еве, ако веќе има некакви можности да се добиват некои бенефиции по квоти, дека се бугарите? Кога реков дека сте ако некој ве убедува дека сте македонец, се тоа навреда ќе биде за вас? Нема да биде навреда. Тоа е негово право, он што ќе мисле за мене. Не, аналогна тоа влечам линија кога велите не викаат по медиуми, ние сме онеправдани бугарите во Македонија. Па не викаат, да. Сега сме присутни у овие последните 5-6 месеца. Спомнате терминот говор на омраза. Да, тоа постои многу. многу. На омраза ако некој не ве признава како народ, како нација, еве бугарите и Бугарија и Вие имате такво политиката. чувство дека некој не ве признава? Па сега историски бугарската страна не ги признаа македонците историски. Одете за Бугарија? Јас одам, повеќе сум таму него овде. Имате проблем Но дали јас некој- зборам за официјалните бугарски власти, Па официјалните за бугарски власти, бугарска политика, си дали водат, може да се си помири со водат фактот политика. дека Значи, има дали- македонци пред Аснум. Тоа прашам, да. Јас за тоа ви велам. Не само од политичка гледна точка, и од народ како аспект ни треба да видиме кои сме и што сме Мислам и дека како сме. со луѓето ние немаме проблем, што да. сме имале. Јас и по основ на спортот, по основ на работата и по приватни работи милион пати сум одел во Бугарија и наваму натаму. Сме отварале и вакви теми, но како викаат таму хората си се хора, нели? И во може ли Бугарија тоа да викат, само да извинете, во Бугарија викат македонците од Петрич. Македонците од Петрич. Бугарите ќе влезат во устав, неспорно е. Во друга Кога прашам контекст што го ќе вика тоа. добијат Бугарија и бугарите во Македонија воопшто и бугарската држава. Еве, вие рековте и бугарите од Македонија учествуваат во градење на Македонија и имаат потреба и заслуга да се видат и во уставот. Рамо Па до рамо кога што може се вели сите со да други видат народи. во уставот, може да видат Што и бугарите. правиме или што прават вашите активности, вашите здруженија, бугарите во Македонија за македонците во Бугарија? За македонците во Бугарија. Прво кај нас, значи се нема обратено човек за да каже дека јас сум македонец и ја имам проблем во Бугарија. Таков не се обратил до сега. Кој е вашиот став како ние работиме на ви кажав, значи најголемите работи што ги правиме се упишување на студенти. Од тие студенти не се сите. Сега да кажам дека вашето здружение се вика Здружение за македонско-бугарско пријателство. Што станува со македонските здруженија во Бугарија, поготово во западниот дел на Бугарија, во така наречената нели Пиринска Македонија, има 16 извршни пресуди во Страсбур на судот за кршење на човекови права. Жестока е борбата на бугарите во Македонија. Јас ги потикнувам како граѓанин и како македонец и ги охрабрувам дури и во устав да влезат. Очекуваме за возврат, кога велиме ако некој те негират, нема поголема навреда, кога некој ти го негира идентитетот. И тука е говорот на омраза, се генерира и од високи политички кругови, што веројатно во Софија поготово некои политички елементи не се свесни за тоа, дека навредуваат кога некој не признаваат. Прашувам сега за европските вредности, човековите права. Сега и Радев и бугарската политика се залага за правата на бугарите во Македонија, е сосема легитимно, ја имате сета и моја подршка. Моето прашање овде во Дистрик е колку вие како бугари од Македонија сте свесни за потребата и македонците од Бугарија да ги имаат идентично, адекватно правата не да влезат во уставот, бидејќи друга е конституцијата на бугарскиот исток. Но дали имате некакви активности, некакви комуникации за да одговорите на насловот на вашата организација Македонско-бугарско? Тоа сега сакам да ви кажам. Значи во Бугарија нема колективни права. Во Бугарија има. Јас си не рекол, во устав нема да влезат човекови права. Но има ли активности? Значи таму нема македонец, турчин, тракиец, таму сите се бугари и имат основни човекови права. Значи тука во Македонија има и албанци, и македонци, и турци, дали ви имавте и проблем роми? да го регистрирате вашето здружение Не. овде во Македонија? Имаат проблем македонците во
Бугарија? Јас не знам дали имат проблем 16 ги извршени пресуди на Судот за човекови права во Страсбург. Поради тоа што Јас ви се кажав, декларирале како македонци, бугарските власти не им даваат да се... Ако го регистрират по етничка основа, сигурно ќе имат проблем. Затоа ви кажав, во Бугарија нема етничка основа, нема колективни права. Таму тоа е проблемот. Ниедно од нив имат зборот Македонија и македонци, но не се регистрирани по етничка. Тие се сите по нивните статути отворени. Јас не знам, значи ако имат проблем да го регистрираат дружењето, сигурно не е отворена за сите етникуми, така се и нивните, како што и вашето здружение претпоставуваме отворено. Значи јас не знам дали здружението некој таму во... Знаете, па вие не сте активист со години. Значи никој не дошол кај нас некој се запрашал воопшто во Македонија меѓу македонските бугари, мислам организирано вакво здружение. Што се случува со тие 16 пресуди? Зошто Страсбург носи такви пресуди во една држава која е... А тоа во Бугарија треба да прашта, не тука. Јас немам такви сознанија или што со пресудите што Бугарија ги добила од страна на Страсбург. Тоа си е посебна држава. Јас ви кажам од кој на Македонија. Во Кадарци имали македонци? Има. Имало пред 44-та? Имало. Ќе ви се налута за ова ваше Нема да ми се тврдење? налута. Вие со ова практично, Добре Митрев, ја кревате рампата за Македонија за почеток на преговорите. Рампата за Македонија ќе биде крената, тоа бидете сигурни. Мислите, поради таа причина сега се сели темата од историја на човекови права, таа е посовремена тема, бугарската официјална политика може полека да избега од историјата за да се крене рампата? Па се види дека историјата тешко може да решат. И историчари таму и комисиите некако слабо може да решат работата. Иначе, како права, па да, европски вредности се човековите права. Мислам дека ситуација споменикот на местото на загинувањето на Мара Бунева, вие секоја година ставате букет цвеќе. На Роженскиот манастир за Јане Сандански на времето имаше многу тепачки, полиција не дозволуваше оваа делегација од Македонија. И тука имаше, нели? Тоа малку како навијачки групи или веќе помина таа мода, веќе им досади на сите, нели? Тоа беше почетокот, да, имаше неколку немили настани, мада јас никогаш не оправдувам такво нешто. И еве една порака за да можам да кажам, веќе ако почнуваме да славиме заеднички празници, заеднички настани, заеднички личности, му прилика прво ќе биде на 13 јануари да дојдат сите и заедно да одадеме помен на Мара Бунева на кејот на Вардар. А кој верува во тие идеали, ќе се приклучи сигурно. Кој не верува во тие идеали и мисли дека некои историски настани се пренагласени, веројатно и нема. Мара Бунева е од Тетово. Борец за? Не од Пловдив. Да, но со кои мотиви го правеле атентатот? За слободна Македонија? Затоа што... Како Гоце Делчев што се борел за автономна или за бугарска Македонија? Зашто за автономна Македонија? Па сите тие дејци се борат за автономна Македонија. И Мара Бунева? Јас, зошто реков на почетокот? Зошто луѓето што се бореле за автономна Македонија се народни предавници, а луѓето што се бореле, што приклучија Македонија во Југославија, се народни херои? Македонија е приклучена во Југославија, колку што е познато на цел свет, нели, по една антифашистичка борба заедно со другите народи на Југославија и така е конституирана Македонија во времето колку била Македонија вклучена во тоа во времето кога ете сега излеват во времето записи, извинете само, излеват записи дека делегацијата од Македонија уопште не била таму. Кога Бугарија се определила за да действува со Хитлерот некои своји побуди. Да, ама после географски или не знам како. Бугарија е со така. Од другата страна. Може ли уште еднаш да дефинираме, имало ли македонци Добре Митрев пред 44-та година? Сигурно имало, да. Се шегува малку. Дистрикт Цивил Прес студио, Добре Митрев, ви благодарам. Ви благодарам на вам.